6 години државниот просветен инспекторат не извршил инспекција на студентските домови во земјава, иако има обврска тоа да го прави еднаш годишно. Извештајот на државната ревизија во инспекторатот за 2023 година покажа низа пропусти во работењето. Инспекторатот немал доволно контрола како и колку студенти се примаат и какво сместување им се нуди. Тоа придонело државата да нема вистинска слика какви се условите за сместување на студентите, стои во извештајот на Државниот завод за ревизија. Со ревизијата утврдено е дека последниот инспекцијски надзор бил извршен во 2019 година, пошто не се извршени нови контроли, ниту се изготвени записници за извршени надзори. Недостигот на редовни и вонредни контроли во процесот на прием, евидентирање и сместување на студентите, како и на точноста на податоците во документацијата на студентските домови, го оневозможува нивното правилно функционирање и исполнување на целта за обезбедување соодветни услови за студентите. Исто така, ревизијата утврдила дека инспекцијски надзор не бил извршен ниту во 2024 година, што укажува на непостапување според препораките на овластениот државен ревизор. Недоволни инспекции имало и во воспитно-образовните установи, што придонело до намалена ефикасност во нивното оценување, се вели во извештајот на Државниот завод за ревизија. Во 2023 били извршени само половина од планираните надзори, но извештајот открива и дека просветниот инспекторат се соочува со голем недостиг на кадар од дури 1/3 од потребните вработени. Најдраматично е во општините Охрид, Гостивар, Кавадарци и Ресен, каде што пензионираните вработени не биле заменети со нови. Сепак и оние кои биле вработени не добиле доволно обука. Дел од нововработените инспектори не ја завршиле неопходната обука, што носи ризик за грешки и слабости во работењето. Заедно со недостигот на техничко-административен кадар, овие проблеми ја нарушуваат ефикасноста на инспекцијскиот надзор и ја отежнуваат неговата целосна примена. Се користеле државни пари за патни трошоци за дестинации на кои имало автобуски превоз. Откриени се бројни неуредни патни налози кои не се одобрени од претпоставените. Иако се обидовме, од Државниот инспекторат не успеавме да добиеме коментар за извештајот на ревизорите. На неколку телефонски броеви кои ги најдовме на нивната веб страница, не одговараше никој.